Мотивиран од првата изложба на бакарна плоча, односно икони на бакар, во 1998 година, јас одлучив да направам една друга изложба на сребрена плоча, насловена 33 Христос, тоа се годините на Исус Христос, живот за спас на човештвото, што значи дека со неговата смрт ја победи смртта за наше спасение. Да, се работи за резба на сребро, на сребрена плоча, се изработува со посебни длета, изработени со високо квалитетен челик и нормално избрусени во различни форми за да се добијат различни ефекти на сребрената плоча. Зошто тоа одлучив на сребро да го направам? Зошто го одбрав фактички среброто? Затоа што неговата врска е врзана со месечината, односно со женскиот принцип, за разлика од машкиот принцип, сонцето кој е врзано со златото. И тоа ми даде како дополнителен мотив за да ја направам таа изложба на сребрена плоча. Во моите микроекспонати, изработени се 33 години, кој што реков, на Исус, кој ги живеел на земјата, до неговата маченичка смрт за спасение на човештвото. Тука се мотивите во сите овие дела, мотивите на Богородица, со Богомладенецот, портретно поставен Христос и неговото распетие, кое најмногу е експлоатирано во уметноста на ренесансната, односно во источната позната како византиска или христијанска уметност. Овде морам да го спомнам покрај другите многу светски познати и признати бакрорезци или среброрезци, златорезци и така натаму. Клауд Мелан, кој во еден потек, почнувајќи од носот, со кружно вртење го оцртува ликот на Господ Исус Христос. Тоа може би беше и мојот најголем мотив за јас да почнам да работам со оваа техника. Морам да ве запознам, кој ќе ме прашувате. Пред 2,5 години идејата ми дојде да ја направам оваа изложба и сакав тоа да го направам пред нашиот најголем христијански празник, Великден, и во тоа да се случи во Скопје, во Музеј на Македонија. Јас бев таму, го замолив директорот, му ги покажав моите експонати, без збор кога ги виде, затоа што мислам дека ваква изложба е под прв вид во Македонија и пошироко, и благодарност до него ми дозволи не 2-3 дена, јас побарав скромно, ми дозволи 10 дена, рече, ако сакаш и цел месец, заслужуваат ова да биде покажано на Скопје и пошироко. После тоа, мојата идеја беше истото тоа да го презентирам како изложба во Охрид, да го видат охриѓани. Затоа што не секој охриѓанец има можност да дојде во Скопје, посебно за да ја гледа изложбата, знаеме во какви услови живееме, јасно. Прво устно разговарав, потоа и писмено доставив барање за да ми биде овозможено 2000, тоа значи ланската година, 2023 година, меѓутоа поради зафатеност на термините, зашто јас искрено сакам да таа изложба сакав да ја направам во музеот односно куќата на Робевци, затоа што најповеќе јас така мислам дека најповеќе таму одговара, бидејќи се работи за Господ Исус Христос, а јас пак тој дел на градот го викам царскиот град. Царот на сите земски, вонземски цареви е Господ Исус Христос. Нормално го прифатив тоа, дека нема термин и напишав ново барање, во кое барање побарав
да се направи изложбата, да ја прикажам ова година, 2024 година, меѓутоа не знам од кои причини, најверојатно можеби презафатено на просторот кај што барав, и ова година не сакам да речам не ми беше дозволено, меѓутоа не ја реализирав, што навистина мене ми е жал, не затоа што како јас сакав да ја прикажам, туку ми е жал затоа што премногу сакав да покажам дека во Охрид има уметници, творат, работат, создаваат нешто што е убаво, нешто што е посебно кога се работи за Господ Исус Христос, за Богородица, да го видат тоа и охриѓани, и Македонија, а и странците кои редовно доаѓаат во нашиот царски град, како да кажем.